Здраво, добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за апоптоза. Апоптоза всушност представува програмирана клеточна смрт. Значи програмирана клеточна смрт. Сега, процесот на апоптоза често се меша со некроза. Поради тоа што и некрозата и апоптозата доведуваат до клеточна смрт. Но некрозата е предизвикана поради повреда на клетката или пак некои си токсични влијанија врз клетката. Така, значи повреда или пак некои си токсични влијанија врз клетката. Сега, при некроза, клетката, повредената клетка, на некој си начин оттекува. Така, се зголемува, го зголемува својот волумен, поради тоа што внесува вода. Така, значи внесува вода и поради тоа го зголемува својот волумен. Генетскиот материјал прави некои клупчиња, така, значи станува дезорганизиран, исто и другите органели отекуваат у наводници и после некое време се дезинтегрира мембраната и клетката пука. Така, буквално како ова ќе направиме, како целата ќе биде како со дупки. И поентата е целиот цитоплазматичен материјал, целата цитоплазма ја исфрла во надворешната средина. Така, со сите хемиски материи кои се наоѓаат во нејзе, и ова покренува воспаление во околната средина. Така, покренува воспаление. А воспалението понатаму може да ги оштети некои си здрави клетки кои се наоѓаат во околната средина. Значи тоа е некроза. А апоптоза е програмирана клеточна смрт и е многу поконтролиран процесот. Апоптозата може да започне поради самата клетка што избрала да влезе во апоптоза или пак да биде стимулирана апоптоза од некои се надворешни сигнали и ќе го видиме тоа. Но ако разгледаме процесот, принцип почнуваш од една клетка, така кој изгледа налик здрава, но да речеме дека започнува процесот на апоптоза и ќе започне деградација на цитоскелетот, така овде има цитоскелет нормално која држи клетката. Ќе започне деградација на цитоскелетот и клетка некако ќе почне да се собира внатре во себе си. Така ќе почне некако се собира внатре во себе си и ќе почне да прави везикули. Така со материјалот кој е непотребен, така овде да речеме дека е скршен цитоскелетот и така натаму, и ќе почне да прави везикули кои ќе ги ослободува во околната средина. Во овие везикули всушност ќе се наоѓа цитоплазмата или пак делови од цитоплазмата. Исто така генетскиот материјал се деградира. Така овдека ако има генетски материјал, ќе брежам со виолетова боја да се гледа, сега се деградира на мали фрагменти кои се внесуваат во везикулите, кои понатаму ќе се ослободат. Но поентата е немаме пукање на мембраната и нема ослободување на цитоплазмата во околната средина. Него тоа што ќе се добие на крај ќе бидат само ко везикули, односно апоптотични телца се нарекуваат. Така, значи овие се нарекуваат апоптотични телца. Кои понатаму на нивната површина они имаат рецептори кои ќе стимулираат овие апоптотични телца да бидат фагоцитирани од страна например на некој си макрофаг. Така да речеме дека имаме некој си макрофаг. И овие апоптотични телца ќе бидат фагоцитирани од страна тој макрофаг и едноставно нема да имаме воспаление како што имавме при процесот на некроза. Исто спомнавме кога зборивме за комплемент дека овие апоптотични телца може на нив да се прикачи и C3b кој ќе биде прифатен од C3b рецептор од страна на еритроцитите, па овие апоптотични телца ќе бидат отстранети понатаму дали во слезената, каде што ќе бидат однесени од страна на овој еритроцит. Но окей, тоа се главните разлики помеѓу апоптоза и некроза. Сега, кога една клетка влегува во апоптоза и зошто е тоа битно? Ако имаме некоја си клетка, така, таа клетка нормално има генетски материјал и тој генетски материјал е подложен на мутации. Мутациите може да се случат спонтано, така, значи имаш генетски материјал, и мутациите може да се случат спонтано или пак под дејство на некакво си зрачење, примерно од надворешната средина, која можеби ќе го оштети генетскиот материјал или ќе создаде мутации. Но како што реков, може тоа и спонтано се случат мутациите. Ако има доволен број на мутации, ќе се активираат сигнални патеки кои ќе одведат оваа клетка во апоптоза. Зошто? Бидејќи, ако не влезе во апоптоза, ризикува да стане канцер клетка. Ако е нарушен, односно овој механизам за влегување во апоптоза,
може да настане канцер клетка и тоа се случува например ако овдека например е генот, како го бележам со црвена боја, кој што контролира апоптоза. И да речеме дека радиоактивно зрачење го погодило баш тој ген. Сега, ќе имаме оштетување генетскиот материјал, ама оваа клетка нема да влезе во апоптоза. Зошто? Зошто е оштетен генот. Сега тој не е еден ген, ама ќе бидат оштетени гени кои се потребни за влегување во апоптоза. Океј? Затоа е битно како превенција, чим има некаква си оштетување на генетскиот материјал, клетката да влезе во апоптоза, односно да умре. Сега, не мора секогаш самата да го иницира тоа, може тоа да биде иницирано од некакви си сигнални молекули. Така, значи сигнал. Значи сигнал можеше да биде од хапомине кој е зрачење, кој може да оштети ДНА, или преку спонтани мутации. Така, значи спонтани мутации. Се тоа ќе придонесе клетка да влезе во апоптоза. И рековме зошто ова е битно, со цел да се спречи создавање на малигни клетки, така да се спречи малигни клетки да се создадат. Исто е битно при создавање, односно при ембрионалниот развој. Например, додека се развиваме, сега ќе нацртаме на како рака, прстите се споени овдека. Океј, значи овој дел е споен. Сега овој дел што е обоен вака, тие клетки што се наоѓаат тука, ќе бидат подлежни на апоптоза, така што кога ќе се отстранат преку апоптоза, добиваш одделени прсти. Нормално тоа е многу покомплексно, но само сакам да кажам дека е битна апоптозата при ембрионален развој. Така, исто така битна е апоптозата да умираат тие клетки со цел да се отстранат старите клетки. Зашто една клетка, кога она се дели, сега стигна до одреден број на делби, веќе премногу се скратени теломерите и таа веќе не може да се дели. И станува сенесцентна клетка. Сега, најголем дел правени во апоптоза. Некои не влегуваат во апоптоза и стануваат такви senescent cells. Сега, тие се проблем кој е поврзан со старењето. Ако се натрупаат вакви senescent cells, односно клетки кои не се делат и само седат така и стареат, тоа е проблем. Тоа е една од работите кои придонесе за старење и кој може да се избегне со апоптоза. Значи, да нема создавање, значи да не се создадат сенесцентни клетки. Односно клетки кои ништо не прават, само седат така. Мислам, прават, ама има многу спор метаболизам и само така стојат и стареат. Но, нас не е битно кај имунологија, бидејќи се отстрануваат Т и Б клетки. Односно, да речеме, имаш одредена инфекција, така, и при таа инфекција ќе се зголеми бројот на лимфоидни клетки. Така, значи од една клетка ќе добиеш многу клетки. Сега да речеме дека сме ја решили инфекцијата, решен е проблемот, ти сега не сакаш во популација да имаш токав голем број на клетки. И тие клетки преку процес на апоптоза ќе бидат отстранети. Така, значи при последна инфекција сакаме да ги отстраниме вишокот на клетки. Така, значи апоптоза на Т и Б клетки по инфекција, односно од која е решен проблемот. Исто така, уништувањето на клетки од страна на цитотоксик T cells и вакво и на НК клетки, natural killer cells, исто се сведува по пат на апоптоза. И затоа е битно да се разбере на кој принцип работи апоптозата со цел да имаме подобро разбирање на имуниот систем. Сега има два патишта низ кои може да се одвива апоптозата. Тоа е екстринзик, односно death receptor pathway, или пак интринзик, односно mitochondrial pathway. И првен ќе разгледаме екстринзик pathway. Значи имаме една клетка, и на оваа клетка имаме едни рецептори кои се наречени FAS рецептори. Вака ќе бележам као 3 рецептори. Че овие се FAS рецептори. Исто тоа, тие рецептори се всушност хомологни на TNF рецепторите. Океј, и овие FAS рецептори се врзуваат со FAS лигант. Така, каде што овој FAS лигант е всушност хомологен, вака пред да го запишеме, ова е FAS лигант и ово е хомологен на TNF. Така, логично. Сега, од кога ќе се поврзат, тие ќе дојдат поблизу во контакт една со друга. Така, значи рецепторите сега ќе дојдат поблизу во контакт, за да се поврзат со овој FAS лигант. И при тоа, кај нивните цитоплазматични опашки,
сега овдека ќе се прикачи адапторна молекула која се нарекува FAD. Океј? Значи адапторна молекула која се нарекува FAD, што всушност стои за Fast Associated Protein with Dead Domain. Значи фаз асоциран протеин со смртен домен. Океј. Сега, оваа FAD молекула која ќе се прикачи овдека исто е во присуство на капсаза 8, односно прокапсаза 8 и прокапсаза 10, но нас не интересира само прокапсаза 8. Значи прокапсаза 8 која преминува во капсаза 8. Значи преминува во капсаза 8 и понатаму таа капсаза 8 сега оваа капсаза 8 понатаму ќе активира други капсази, значи ние не идеме сега во многу детали, но поентата има околу 14 капсази. Така, значи постојат околу 14 капсази во цитачи, ние само не ги спомнуваме сите, значи ние почнуваме од капсаза 8. Океј, значи капсаза 8 понатаму ќе активира други капсази, главно ќе стигне до капсаза број 3. Така, значи капсаза број 3, која што имаме се тука еден процес на капсазна каскада, мислам овој тука процес всушност беше капсазна каскада, каде што ќе стигне во капсаза 3, која што сега ќе иницира сигнални патишта кои ќе доведат до деградација на цитоскелет. Така, значи деградација на ДНА, деградација на други некои си протеини кои се асоцирани со мембраната или пак со некои други структури во клетката, и ова се ќе се прави со дејство на одредени протеази, карбоксидази, липази и така натаму. Така ќе се активираат еден огромен спектар на ензими кои ќе го извршат ова. И поентата е на крај ќе се добијат апоптотични телца. Така, значи ќе се добијат апоптотични телца, каде што ќе имаме дел од материјалот. И овие апоптотични телца што ќе се добијат на својата површина ќе имаат една молекула која се нарекува фосфатидилсерин. Фосфатидилсерин, која што ги стимулира макрофагите да го прикачат ова апоптотично телце и да го фагоцитираат. Така, значи тука имаме одреден макрофаг кој ќе го препознае овој фосфатидилсерин и едноставно ќе го проголта ова апоптотично телце. Океј? Значи тука има рецептор и ќе се поврзат и ова ќе биде проголтано и ќе биде преработено. И при тоа макрофагот дури ќе ослободи некои цитокини кои ќе имаат антиинфламаторен одговор. Така, значи апоптозата не покренува воспаление. Сега, ова може да се случи и при присуство на ТНФ рецептор. Така, значи може да се случи и при присуство на ТНФ рецептор кој ќе се врзе со ТНФ. Иако најчесто се случува преку ФАС. Сега, интересно е дека може да се стимулира да се создаде повеќе ФАС на мембраната, например на Т-клетките. Ако имаш некоја Т-клетка која има Т-клеточен рецептор, кој што се врзува со даден пептид кој е асоциран нормално со МХЦ некоја си молекула и се врзува многу долго трае интеракцијата, ќе почне да се праќаат сигнали, каде што тие сигнали ќе стимулираат создавање на ФАС и на ФАС лиганд. Така, значи што ќе создаде ФАС, на својата површина ќе создаде и ФАС лиганд. Океј? Така што ќе може да си дејствува понекогаш и самата на себе. И овој е еден си начин на кој всушност се контролираат некои клетки, односно клетки кои зборевме за негативна селекција, кои што се врзуваат многу силно, они создаваат вакви ФАС молекули, исто создаваат ФАС лиганд. Иако постои други механизми, нели спомнавме, не е тоа се јасно, но океј. Ова е еден од начините. Сега интересно е дека капсазата овдека дури иде даунстрим до капсаза број 3, влијае и на еден протеин кој се нарекува BID, кој што всушност влијае на митохондријалниот патвеј за апоптоза, кој сега ќе го разгледаме. Значи влијае на интринзик патвеј. Така што овој екстринзик патвеј всушност може да биде потпомогнат од интринзик патвеј на апоптоза, како со една апоптоза добиваш две апоптози. Океј? Односно ја потикнуваш екстринзик патвеј во апоптозата и како бонус добиваш и интринзик патвеј апоптоза. Значи ова беше екстринзик патвеј апоптоза, сега ќе разгледаме интринзик патвеј.
Добро, сега ќе збориме за intrinsic pathway. Во intrinsic pathway ќе започнеме со една фамилија на протеини, BCL2 фамилија, каде што има различни протеини, каде што дел од тие протеини се проапоптотични, така, значи дел од тие протеини се проапоптотични, односно предизвикуваат апоптоза, дел се антиапоптотични. Така, ние сега ќе збориме за одредени антиапоптотични протеини. Такви се BCL2 протеинот, сега знам дека е конфузно, бидејќи самиот протеин го носи името на фамилијата. Океј, BCL2 протеинот и BCLX протеин. Океј, овие два протеини се антиапоптотични. Така, значи се антиапоптотични и они се наоѓаат околу мембраната, надворешната мембрана на митохондриите. Океј, се наоѓаат и во цитосолот, нормално. Исто така, во цитоплазмата и околу митохондриите имаме едни проапоптотични молекули кои што се нарекуваат, усреја пред да ги бележам со некоја си жолта боја, чисто и они тука се наоѓаат, кои што се нарекуваат BAX и BAC. Океј, значи два различни протеини, тоа не е еден протеин, тоа се два различни, значи имаш BAX и BAC. Сега, при нормални случаи, BCL2, BCLX, заедно со овие BAX и BAC се наоѓаат во некој си оптимален сооднос. Така, значи има пола од тие и нема апоптоза. Сега, ако оваа клетка не добива survival сигнали, односно не добива сигнали кои викаат живеј, така, во тој случај, оваа клетка не создава големи количини на BCL2 и BCLX, значи се намалува создавањето, но плюс имаме создавање на едни протеини кои се од BH3 протеините, BH3 фамилија протеини, кои што се BIM, да ги бележам со некоја друга боја, значи тоа се протеините BIM или пак протеинот BID. Океј? Сега, овие BIM или BID се врзуваат со BCL2 или пак BCLX. Ако тие сега се врзани со нив, во тој случај ќе преовладуваат BAX и BAC. Така, значи, што се намалува количината на антиапоптотични молекули, тие што останале се врзани од страна на овие BIM и BID. Во тој случај преовладуваат BAX и BAC и тие, овие BAX и BAC, што прават? Се интегрираат, сега дека на лева митохондрија ги бележам, се интегрираат во надворешната мембрана на митохондријата и предизвикуваат течење, истекување. И тоа прави митохондриите на некој начин да протечат и од нив излегува цитохром С. Така, значи цитохром С, кој е дел од респираторниот синџир. Нема се до тоа навлегуваме. Но цитохром С сега се врзува со еден протеин кој се наоѓа овдека во цитоплазмата, кој е наречен APAF1. Океј, значи го имаме овој APAF1 протеин и цитохром С сега се врзува со него и како таков комплекс, значи како таков комплекс, сега прокапсаза 9, значи прокапсаза 9 преминува во капсаза 9. И при тоа, преку процес на даунстриминг, активирање на други молекули, стига до капсаза 3, каде што се случуваат истите работи кои се случија со extrinsic pathway. Така, значи се активираат различни протеини кои доведуваат до деградација на цитоскелетот, деградација на други некои си протеини, деградација на липиди, некои аглихидрати, контролирано деградирање. Значи не е тоа некој си ептен хаотично, сепак е контролиран процесот и на крај доведува до формирање апоптотични телца и истото што го видовме претходно. Сега една мала кларификација овдека со протеините. Овие BIM и BID, овие всушност BH3 протеини, се всушност трета група на BCL2. Така, значи рековме дека BCL2 е фамилија на протеини во кои спаѓаат проапоптотични и антиапоптотични. Има всушност три групи, 1, 2, 3, каде што првата група се антиапоптотични, односно BCL2 и BCLX, така овие што ги разгледавме, значи првата група се антиапоптотични овие, додека втората група се овие BAX и BAC, а третата група BH3 протеините се овие BIM и BID. Океј?
Значи, не е сега толку битно, но едноставно да имате некоја си општа слика. И овдека имаме една слика онака како сумација на се тоа што го зборевме. Значи имаме dead рецептор, односно extrinsic pathway, активирање на капсаза 8, breakdown од цитоскелет, значи се разградува цитоскелетот, се прават везикули, везикулите имаат фосфатидилсерин, односно лиганди, рецептори кои се со фосфатидилсерин и бидат препознавани фагоцити. Ги имаме трета група BCL, односно BH3 протеини, ги имаш BAX и BAC, BCL и BCLX. И тоа што го зборевме, значи цитохром ќе искочи, ќе се активира со APAF1, ќе активира прокапсаза во капсаза 9 и се стигнуваат до капсаза број 3, се тоа се случува како што видов. Значи тоа е главното се што требаше да се спомне за апоптоза. Се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.